Општина Газибаба објави јавен повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на инвертер клима уреди. На граѓаните ќе им се надоместуваат по 50% од вредноста на инвертерот. Еден од условите за добивање субвенции наведен во огласот е дека тој што ќе добија надомест мора да ја придаде на општината постојната печка на јаглен, дрва, нафта или мазут. При тоа предадената печка мора да се совпаѓа со фотографијата од печката која е доставена при поднесување на барањето, во спротивно барањето ќе биде одбиено. Јавниот повик ќе трае до 30 ноември годинава, односно се до исцрпување на финансиските средства. Исплатата на одобрените средства ќе се врши по принципот прв дојден прв услужен. За сите детали за условите и критериумите за аплицирање, заинтересираните граѓани може да се информираат на веб страницата на општина Газибаба, каде што е објавен и јавниот повик. Добромалските средби и саренадија продолжува традицијата во чест на Свети Трифун по повод верскиот празник Свети Трифун, кој се смета за заштитник на лозарите и винарите, и Свети Валентин, меѓународниот ден на влюбените. В среда ќе се одржат дебармалските средби и серенади. Ова манифестација со традиција долга на 20 години е во организација на уметникот и хуманистот Живко Поповски Цветин. Во рамките на настанот ќе има поезија и музика, а ќе биде испратена и порака за мир и љубов. Почетокот на настанот е од 12 часот во кафеаната кај Жабарот, а попладне ќе продолжи кај сладкарницата Апче. При што од 17 до 20 часот ќе се изведуваат серенади, традиционално учествуваат голем број музичари, пејачи и изведувачи. Општина Ѓорче Петров позитивно се изјасни за неколку развојни проекти како што се нова спортска сала во училиштето во Хром, 42 милиони денари за реконструкција на улици и проектирање на нова детска градинка во Даме Груев. На седницата на Советот били изгласани и проектите пешачка патека со улично осветлување од Волково до Орман во должина од 2 километри, како и ново улично осветлување на улицата Радушка. Од општината велат дека во план е и реализација на нови јавни повици во спорт и култура. Ова е правилна насока по која се движиме и работиме исклучиво за јавното добро. Ништо нема да не поколеба по пат на честност и домакинско работење. Се до конечно урбанизирање на Ѓорче Петров, изјави градоначалникот Александар Стојковски. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја